Вратница доби своја енциклопедија, која ги содржи сите детали од нејзината историја па до денес. Заедничкиот труд на авторите Душан Синадиновски и Стево Томовски, Вратничка енциклопедија, вчера ја доживеа и својата официјална промоција во просториите на Основното училиште Симче Настовски во Вратница. Преку книгата авторите сакаат да остават белег за се што се случувало во Вратница низ вековите, за нејзината богата и долга историја, за постоењето и обстојувањето, за обичаите, за луѓето, за традицијата и секако за потенцијалот што го има Вратница и околината. Па идејата дојде спонтано. Јас пишував историјата на Вратница, така одделно Стеве се бавеше и од еден дел историјата на Вратница и така се сложивме со заеднички труд да напишеме една енциклопедија. Митоа ние кои пишуваме не мислиме дека ќе дојде до едно вакво дело. Сакаме, бидејќи беме другари од детство и останеме другари, тоа другарство да го запечатиме за век. И така испадна едно дело што и ние не очекуваме дека ќе испадне. Колку време работите на книгата? На самата книга работиме околу 4 години, 4,5 години, митоа надвор од таа ние работиме на историјата на Вратница многу повеќе. 10 години најмногу. Како ги прибиравте податоците? Податоците во библиотека, во списанија, на интернет, со прашување на луѓе, митоа најповеќе мене ми помогна кога се зборуваше кога изучуваме топономијата на Вратница, овчарите. Затоа што овчарите секогаш беа интимно поврзани со земјата и знае секој едно парче и беа во можност колку тие знаеа да објаснат од каде дојде името, што се случило. Затоа што ако се пишува само топономијата, значењето на името, тоа е интересно, мито не е толку важно. Важното е што кроз топономијата ние сакаме да проучиме историјата на Вратница. Сум воодушевен од книгата и сум воодушевен како селото ја прими како да е таа селска книга, како да е нивна книга. Јас и Стево вака зборуваме, велиме повеќе ние немаме ништо со книгата, да не е наша книга. Така селска стана на селото. Пријатно да се биде денеска овде. Пријатно да оставиме белег на Вратница и печат за нејзината долга и богата историја. Но навистина сме двајцата возбудени и не ни е лесно. Меѓутоа ќе издржиме. Ќе издржиме затоа што се работи за Вратница, за нашата убава, преубава Вратница. Што содржи книгата што е значајно за вратничаните? Книгата содржи многу податоци. Све што сме дознале, све што сме спознале за Вратница, за нејзината долга и богата историја, све е содржано. И другарот Душко убаво кажа, секој име, секој настан, све зборува за историјата на Вратница, за животот на вратничаните. Од кој јасно се гледа дека се работи за едни мудри, горди, напатени, сплотени меѓу себе вратничани и заради тоа Вратница ја довеле до оваа состојба да биде преубава. Книгата Вратничка енциклопедија е комбинација на енциклопедија и монографија, рече промоторот на книгата доктор Бранислав Светозаревиќ. Ова е многу специфична книга и е една комбинација на енциклопедија и монографија. И самите автори се нашле пред една, да ја наречем условно замка, каде што требало да се наброи се, да не се заборави ништо, ама од друга страна сватиле дека треба и нешто поопширно да се објасни и на некој начин одредниците кои се во оваа Вратничка енциклопедија всушност се и единици или наслови или поднаслови од некаква монографија. Многу е интересна по многу нешта и дури јас би препорачал и другите села во Полошко и секаде во Македонија да се позанимаваат на ваков начин да ја истражуваат. Јас им честитам на авторите за нивната многу успешна мисија преку оваа книга во која е вложен огромен труд. Книгата е напишана на вратничко долнополошки дијалект,
што само по себе представува негување и промоција на дијалектите на македонскиот јазик. Посебно задоволство ми е што ме поканија да бидам дел од оваа промоција. Секогаш ги поддржуваме сите автори што пишуваат на дијалект. Дијалектите се нашето духовно културно богатство, во нив е вграден духот на народот што живее на одреден регион и тоа се отсликува и на самиот јазик, односно на самиот говор. Вратничани направиле овде уште поголем подвиг, значи не само што е напишана на дијалект, туку внатре изобилува оваа вратничка енциклопедија со разни податоци, што меѓу другото многу може да им користат и на нашите лингвисти, јазичари. Во проучувањето тоа се наведени стари зборови, наведени изрази што се користат во вратница, обичаи напишани на вратнички. Сето тоа представува извор, вистински извор за идни проучувачи на вратничкиот говор и на вратничкото културно наследство во целина. Промоцијата на вратничка енциклопедија беше збогатена со културно-уметничка програма и изложба на уметничкото, верското и културното наследство на Вратница. Средните училишта ги отворија вратите за полуматурантите. Денес и утре се спроведува првото пријавување во јунскиот уписен рок во прва година. Полуматурантите одлучуваат каде ќе го продолжат своето образование. Во 4 средни јавни училишта во Гостивар со конкурсот на Министерството за образование предвидени се над 1900 слободни места. Бројката е иста неколку години наназад, иако реално не може да се пополни, со оглед на намалениот број на ученици поради падот на наталитетот и иселувањата. Во гостиварските училишта генерално се задоволни од одзивот на првиот ден од уписите. Раководството на средното техничко оценува дека годинава бележат голем интерес, особено за информатичката струка. Од почетокот гледам дека имам голем интерес на учениците. Никогаш овие години не сме имали од Сабајле ученици во голем број и денеска имаме поголем број пријавени. Нормално техничкото училиште има многу смерови, па затоа учениците се повеќе заинтересирани. Имаме 4-годишни и 3-годишни смерови. Така денеска гледам дека повеќе интерес имат за електроничар, за компјутерска техника и автоматика, што веќе имаме поголем број на ученици. Имаме смерот архитектура, електроника, машински и енергетика. Како и изминатите неколку години, голем интерес полуматурантите покажуваат и за средното медицинско училиште, каде е и највисок бодовниот минимум за упис, или вкупно 70 бодови. За разлика од таму, во економското и во гимназијата се потребни минимум 60 бодови. Досегашното искуство кажува дека по првиот рок од уписите остануваат слободни места во сите гостиварски средни училишта. Резултатите од првото пријавување ќе бидат објавени во среда. Полицијата викендов привела тетовец кој физички нападнал полициски службеници. 44-годишниот БА бил приведен во полициска станица по претходна пријава за оштетување на стан во зграда на улицата Благоја Тоска во Тетово. Полициските службеници го затекнале лицето на скалите, а тој физички ги нападнал. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок, соопшти СВР. Од слобода вчера вечер бил лишен и 19-годишниот тетовец БС на улицата Железничка во Тетово, откако полициски службеници при преглед кај него пронашле марихуана. И тој се соочува со поднесок по расчистување на случајот. Викендов тетовската полиција извршила акциска контрола во угостителски објект, сопственост на ЗИ од селото Челопек, лоциран на регионалниот пат Тетово-Брвеница.
При контролата на објектот биле затекнати 3 малолетни лица, на кои им биле точени алкохолни пијалоци и кои не носеле лични карти. По целосно документирање на случајот против правното лице ќе биде поднесен соодветен поднесок, најави секторот за внатрешни работи. Во Гостивар пак ноќеска 1 часот по полнок полициски службеници врз основа на судска наредба го привеле 30-годишниот АА од Гостивар за издржување на казна затвор во траење од 4 години. Подоцна тој бил спроведен и предаден во затворот Идризово во Скопје за издржување на казната. Вчера вечер во Гостивар регистрирана е и сообраќајка со повреден пешак во 22 часот и 30 минути на улицата ЈНА, патничко возило Volkswagen Golf со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 51 годишниот љС од Гостивар, удрило во 65 годишната НН од Гостивар. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила жената, која била пренесена во болницата во Гостивар за укажување на лекарска помош. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од Гостиварската полициска станица. Бензинот Евро Супер БС 95 од ноќеска на полноќ ќе поскапи за половина денар, додека цените на Евро Супер БС 98 и на дизелот остануваат исти, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Со новата одлука малопродажната цена на Евро Супер БС 98 останува 69 денари за литар, на дизелот 60 денари за литар, а на Евро Супер БС 95 поскапува на 67 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот и меден се намалува за 0,848 денари за килограм и новата цена изнесува 33,003 денари. Јавниот повик за организиран одмор на работници чии месечни примања во семејството не го надминуваат нето износот од 22.000 денари е објавен денеска и ќе трае до 30 август, а користењето на годишниот одмор ќе може да се реализира најдоцна до 30 ноември 2019 година. Потребните документи за аплицирање се објавени на веб страницата на Министерството за економија, како и деталите за потребната документација, а може да се обезбедат и преку архивата на Министерството. Министерот за економија Крешник Бектеши рече дека со оглед на зголемениот интерес на граѓаните и оваа година ќе продолжи мерката преку која на работниците со ниски примања им се овозможува користење годишен одмор. Министерството за економија го објавил огласот што се однесува на поддршка на домашниот туризам или пак поддршка на работниците со ниски приходи, за и тие да имат можност да користат годишен одмор и во сезонски, но истовремено и сезонски. Веќе ние сме направиле договори со 25 хотели во Северна Македонија, кои ќе ги примат потврдите или ваучерите што ќе бидат дадени од страна на Министерството за економија, и до 30 август сите заинтересирани страни ќе имат можност да аплицират во Министерството за економија. Ние ова година сме предвиделе 20 милиони денари, каде што над 1200 работници со ниски приходи ќе можат да ги користат ваучерите, што ова година сме направиле една мала измена, каде што овие ваучери ќе може да се користат само во туристичките дестинации, како што се Струга, Охрид, Боа Шапка, Берово, Дојран, Бресен. Само треба да покажат дека немат приходи на 22.000 денари. Празникот Духовден вчера се одбележа во манастирската црква Света Троица во Тетовско Блаце. Подот на манастирската црква беше послан со лис Јаодорев, од кој додека свештеникот го призива Светиот Дух, верниците плетат венчиња. 50 дена по воскресението Христово се празнува слегувањето на Светиот Дух на апостолите, кои осветени ја започнале проповедта на Божјата благодат, истакна парохискиот свештеник отец Ненад Ѓорѓевски, која отслужи празничната богослужба. Господ Исус Христос го исполни своето оветување, што го даде на светите апостоли през спасоносното вознесение, по примената
човечка природа, чиста и без грев, каква што беше создадена, ја вознесува на небо и ја постави од десната страна на Бога Отецот, бидејќи беше створена според образот и подобието на Бога. Во овој ден на Христовите ученици заедно со Мајката Божја се наоѓале во постојана молитва во Сионската горна соба, каде што престојувале веќе некој време молејќи се, созречувајќи ги делата на својот учител Господ Исус Христос, особено неговото тридневно воскресение, за безбројните чудеса и последното негово чудо, неговото вознесение на небо и славните ветувања на учениците. Одека тие престојувале во горната соба, одеднаш настанала голема бучава, од небото ги подадува силен ветер, се покажал на нив светиот дух во вид на огнени јазици и апостолите биле напоени со светиот дух, почнале да зборуваат на многу јазици, ако што им давал Духот Свети. Бидејќи Ерусалим на овој ден бил исполнет со многу разни народи, кои меѓу себе не се разбирале, а биле дојдени да ја прослават Старозаветната Педесетница, апостолите почнале да им проповедаат на нивните јазици за силата и чудата на вистинскиот Бог Господ Христос, кој се роди од дева, проповедал, правил чуда, бил раснат, се по 3 дена воскреснал, се возна на небо и седнал од десно на Бога Отецот, а денеска им го испраќа Духот Свети, кој ги облагодува и ги прославува сите. Така Христовите апостоли станале водачи на дотогаш нечуена, невидена револуција, која со новата божествена наука и новите евангелски закони на љубов, милосрдие, простување, ги препородила стариот многоворечки робовладелски свет и на нивно место созидала нов христијански слободен свет, во кој напредокот, културата на човештвото доживува прогрес на сите полиња. Чествувањето на Духовден продолжи со благословување на колачите и пченицата принесени од годинешните кумови. Метнатата паричка во прекршените лебови ги одреди кумовите кои наредната година ќе слават. Оди се прилежно ниње притеце грешни и смирени и припадем покајани зовуште изловени души. Со векови жителите на Блаце го слават Светото Тројство. Некогаш се славело поскромно, но затоа денес овој празник се слави побројно и побогато, а традицијата се повеќе ја прифаќаат младите. Радосни се жителите на Блаце. Инаку моментално се наоѓаме во местноста Самовилска вода и манастирот Свети Тројца, кој не е обичен, значи манастир збогатен со една лековита вода, со извор кој се наоѓа во самиот манастир. Е голема посетеност имаме, значи, на ова свето место, затоа инвестиравме доста за изградба на патот. Патот е изграден во должина од 1400 метри од селото до самиот манастир. Овдека денеска денот е, значи, Свети Тројца се слави, ги пречекавме сите гости, имаме гости од Република Србија, значи културно-уметничко друштво по име Барвеница, исто име како и нашето село Барвеница овдека во близина. Ручек се спрема традиционално, негде околу 800 до 1000 луѓе сигурно ќе седнат да јадат. Ова е долготрајна традиција, не е од сега, не е 10, него повеќе од 30 или 50 години. Во почетокот беше со мал број на луѓе од местното население од нашето село, но како се зголеми кумството и традицијата, значи сега сме посетени од цела Тетовска околија, дури од Скопје, од скопските села, секоја година не посетуваат, имаме 2 комбиња со по 20-30 луѓе, значи доаѓаат. И
е многу убаво, значи организираме веселба, организираме музика. Ако захвалили би се нашим драгим домаќинима што су нас позвали да будеме. Се заблагодаруваме на домаќините што не повикаа да бидеме дел од овој празник. Многу ни е драго што сме тука, да го представиме културно-историското наследство од нашиот крај, нашата Брвеница. Сушност, блиските врски помеѓу српскиот и македонскиот народ. По лицитацијата на даровите принесени од верниците, во црковната трпезарија за сите присутни на богослужбата беше организирана заедничка трпеза. Прославата на духовден со песна и музика продолжи во манастирскиот двор. Времето денес беше сончево и топло со умерена облачност. Попладне на повеќе места нестабилно со локален пореен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата се движеше во интервал од 14 до 28 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Времето утре ќе биде сончево и топло со умерена облачност. Околу пладне и попладне на повеќе места нестабилно со пореен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со пообилни врнежи, силен ветер и појава на град. Температурата ќе се движи во интервал од 14 до 27 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7.